Почитувани, започна партизацијата на администрацијата по принципот на Заев од чистачка до директор. Во еден ден беа обезглавени бројни институции со разрешувањето на членовите на сите управни и надзорни одбори на јавните предпријатија, здравствени установи, центари за социјална работа, агенции и други правни лица без исклучок. Стотици високо квалификувани луѓе беа отстранети од овие одбори за да се инсталираат партиските послушници на Заев и СДС, без воопшто да размислат какви може да бидат последиците од нивните аматерски и дилетантски акции штетни за државата. Например, со разрешувањето на сите членови на управниот одбор на Фондот за здравство, сега нема кој да одлучува во втор степен по жалба за лекување во странство. Односно, поради акцијата на Заев од чистачка до директор за брутална партизација на државата, директно се загрозува животот на здравствените осигуреници. СДС затоа сака и да го измени Законот за администрација, кој беше донесен во соработка со Европската комисија пред неколку години. СДС е подготвен да бара симнување на критериумите за да се биде член на управен одбор или директор или вработен во јавен сектор, само за да ги партизира сите институции. Ваквите брутални штети и штетни акции беа предмет на осуда од Европската комисија во 2006 година. Според нив, вакви одлуки влијаат на администрацијата од највисоко и средно менаџерско ниво и ја спречуваат употребата на меритократски систем за кариера, како што стои во извештајот од 2006 година. Бараме Европската комисија да остане доследна и да го осуди бруталното партизирање на државата од страна на Заев и СДС. Македонија не е приватна фирма на Заев или менувачница на вицето, за со неа да си играат како што сакаат, парализирајќи ги институциите и загрозувајќи го животот на граѓаните, само за да ги наполнат со партиски послушници. Благодарам.